Почитувани, добар ден. Во ова денешно издание на Црвена линија со вас ке зборуваме за тоа зошто заминуваат младите од државата. На ова прашање еве има и повеќе најверојатно одговори. Подобар стандард, подобри можности за образование или вработување. Но сепак не се финансиската состојба и подобрите можности главната причина. Младите за причини ги наведуваат корупцијата, партизацијата, лошото здравство, лошото образование и недостаток на перспектива и иднина. Тие во странство се почитувани, добро платени, имаат социјална заштита, нормален живот, патуваат, учат и не се оптеретени со политика. Кога заминуваат, едноставно велат збогум. Државата трпи сериозни последици за демографскиот и економскиот развој. Секоја година 10.000 млади се иселуваат од државата. А што нашата држава им нуди на младите? Како да ги задржиме младите? Што можеме да направиме да ги убедиме да останат? А тие што веќе отишле да се вратат? Ова се прашањата кои што денески ви ги поставиме во ова издание на Црвена линија. Ваше да го завртите телефонскиот број 02-307-0005 и секако со оваа дискусија се разбира да продолжите и на социјалните медиуми, онаму каде што можете да коментирате, шернувате и лајкнувате. Се разбира на Facebook, нашиот профил е Црвена линија, потоа профилот на Телма телевизија и таму е објавена темата, на Твитер и секако задолжително за следување на Инстаграм. А зошто? Затоа што на Инстаграм стори, доколку кликнете, можете да учествувате во нашата денешна анкета, која го поставува следново прашање. Дали би се иселиле од Македонија ако сте на возраст од 25 до 35 години? Вака изгледаме на Инстаграм стори, кликнете со да или не, кој е вашиот одговор, во проценти резултатите ќе бидат соопштени таму некаде по рекламите. А за почеток на Црвена линија, секако доволно е да го завртите, ќе повторам нашиот телефонски број 02-307-0005. И секако нема да се задржиме само на тоа дека можеби младите се единствените кои што имаат желба да заминат. Интересно е дека и повозрасните се разбира се повеќе размислуваат да заминат од земјата. Како и да одговорите ќе ги дадете вие, па и преку личното искуство, можеби некој од вас веќе работи надвор, тука е за празниците, или пак имате своји деца или членови од семејството кои што веќе живеат и работат надвор. Добро вечер. Ало? Добро вечер, во Црвена линија сте. Добро вечер, господја Тимче. Добро вечер, како сте? Како ви е името да прашам, господин? Златко. Златко? Да. Драго ми е, Златко. Па еве, имате ли вие членови од семејството кои што живеат надвор или роднини или? Имаме другарка на ќерка ми. Она се породи овде, малечкиот има година, и нешто на 9 месеци мораше да појде на работа. Детето не си са 9 месеци, тоа го знаат и гулабите, и како да кажам. А каде требаше, во земјава работи или работи надвор? Да, во земјава, а нејзина другарка работи во Чехија, Чешка. Така? Да, 3 години е слободна, она уште ќе биде слободна 2 години. Па еве, зошто замина? Дали знаете кои беа причините зошто напушти земјата? Таму работел мажот, ама има многу добри услови. Секоја држава си прави услови за да на некој начин запази демографската структура. Тука младите немаат ни осигурање добро. Треба на почек да работат, на рати, на 6, на 3 години, на 3 месеца, не знам како, ама нема за стално работа. Онда ако остане во блажена состојба и жените, па и кажуваат, женските менаџери тоа, и кажуваат. Господине Златко, благодарам што се јавивте во Црвена линија и што ги дадовте вашите одговори. Бевте првиот гледач барем за ова издание, што значи продолжуваме со вас. Јас еве
ве охрабрувам сите вие кои што можеби веќе и живеете и работите надвор за празниците, сте тука сега од прва рака да ни пренесете зошто се одлучивте да живеете и работите надвор, што е она што ќе ве врати во земјава и секако што на што недостасува тука го има надвор или пак обратно. Секако и останатите кои што имаат членови кои што веќе долги години живеат и работат надвор од земјава. Добро вечер. Добар ден, добра вечер. Так, повелете, Иве, дали ви имате членови од семејството, блиски, пријатели кои што... Како немам, имам. Баш сега е тука си дојде. И еве веќе 6,5 години е во Малта. Така. Тамо работи. Сега ќе биде тука месец време. Како се одлучи Еве да замине од земјата? Што е тоа што е натера да замине? Сега ќе ви кажам. Како се одлучи. Тука кај нас способните луѓе ги некеат. Значи, неспособните идат до израз. А учените и способните, дали се тоа мајстори, дали се тоа со факултетско образование, се што е способно, тука не чини. А тоа они го гледат. И на основа тоа си заминаа во странство и сега неке зборот да го чуе, ја му викам, абе шо мислиш како? Уште еднаш вика да не сум те слушнал, вика за да се враќам тука, вика. Тука само си идам, вика, ете така, ради роден крај да се видиме, вика, кај една прошетка и тоа. Тука, сега, не знам, вика, ама неке да разговараме едноставно, значи не, на таа тема. И дури, еве, ќе ви кажем и сега, правосудството, за никаде. Значи, кој како сака суди, а обично ги осудуваат оние најсиромасите, а овие богаташите ќе ги влечкаат во фиоките, документацијата и... Благодарам многу, Еве, што одлично искуство споделивте каква е реалната состојба барем во вашата ситуација, кога станува збор за враќање во земјава или подобро да речам никако и не враќање, барем по тоа што го вели вашата ќерка. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Ало, добро вечер, Тина. Голем поздрав до вас, срекни празници секако и еве, дали вие доколку имате можност во овој момент да заминете, би заминале? Јас да ти кажам да сум млада како тебе, уште помлада, може би да имам 20-30 години, одма би заминала, не би седала ни 5 минути, затоа што тука, јас знаеш уште кога би заминала мобинг која ми правеа на работа, колку се чувствував јадно, а колку има како мене така што си молчат и трпат. И сега, знаеш, ова Тина многу ми е криво, еве сега и утре нели не работен ден и се зошо вие во колонијаливе во маркетите ќе работат и сега ми е криво за нив, најискрено да ти кажам. Уопшто ми е криво за младите, зашто така се измачуваат, па после ќе дојдат како мене ќе остарат, па после ќе раскажуваат, после веќе касно е кога ќе го изгуби здравието. Значи не само што ти ја вади маста, туку не те почитува, значи не те вреднува, ама не те почитува како личност. И тука е кај нас страшното. Таму некаде се почитувани тие луѓе, а многу е битно да бидеш почитуван, не да те направи од човек да те направи не човек. Така да ништо не функционира, гледаме здравство не функционира, судство уопште. Значи не знам ништо, баш нешто да видам нешто убаво светла точка во оваа наша држава, нити па некој ни ветил, Тина, убава тема сте ставиле, ама овие сега што ќе се кандидираат, што ќе ветуваат Брда и долини, дали некој спомнајте токму ова да ги прашате, дали некој ветува на младите поубава иднина, дали нешто некој ќе превземе, баш ви е убава темава. Поздрав многу и среќни празници. Среќни празници, благодарам за вклучувањето, секако продолжете да не следите. Одиме понатаму да видиме кој следен и какви одговори и искуства ќе сподели со јавноста преку црвена линија. Добро вечер. Ало? Добро вечер, во црвена линија сте. Добро вечер. Повелете. По зборењето на гледачите гледам дека никој не покажува револт што извира од дното на желудникот. Значи, ако ние пензионерите излеземе, овај вулкан почнува веќе да еруптира и да полека да излава лавата.
Значи, ово ќе биде опасна работа. Еве, кажете ми, помеѓу пензионерите, постои ли желба дури и во тие години да заминат од земјата? Ама ја имам син у Германија, викаме да идам детето да го чувам. Како немам желба да идам да му помогнам? Кога избегал од тука нема закон за него. Што прават тие у парламент? Ај овие одгоре диригират. Ово е африканска чума, да ви кажам. Тоа треба седа се, тоа треба. Ајде, кажете ми, дали вашиот син е носталгичен, има желба да се врати? Што е она што... Како не е носталгичен? Кој не сака дома да си живее у државата? Секој сака да живее. Ама не може. Кој од овие владата сака да биде повисоко од него у школувањето, у знаењето, они ги сотруват тие. Ама ако се налутат пензионерите, не знам šta ќе биде. Вулкану излава, полека. Излава. Нема ништо да остане. Ништо. Оти ние... Благодарам многу и вам за вклучувањето. Ке ве подсетам, особено останатите кои што допрва ќе се вклучувате, внимавајте само на тајмерот, 90 секунди е време трењето на секое јавување. Продолжуваме. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во црвена линија сте. Да поддржам пензионерката. Убаво кажа, дека и не пензионерите што и битуваа ништо не даде, оше искратие 3 месеца по 1000 дара. 2002 година, 2002 искратие по 1000 дара. 6, 7 и 8 месеца. Нека проверат, нека вадат извештај. Ово битување што го битува влада на младите го битуваше 500 евра, битуваше здравство, невработени извршители, пензии 2 пати годишно и пензионерите, и за тоа се револтирани. Затоа и младите што битуваа, виде се кои имат работа. Ветуват едно, зборуват друго. Многу битуват на памет, а немат дела. Зашто ви пратници тамо гласа? Шо гласате? Ајде, кажете ми, вие како, слушајте, дали вие како пензионери во овие години да ви се отвори шанса да заминете од државата, би го сториле тоа? Па самиот председател дори кажа, вика, не може да не сум председател, ја би заминал. Ој што викаше Нардо Стока, овци, душ дека му извадам кој го смени името Стево Пендаровски. Кај и он не задоволен. Ето за на сметка пари го му дават, наградуват го буџето и седе. И тука се здржава. За тоа. Од зор. Како нема да заминеме? Ова влада не смее да стои да владее оште. Штета прави на се. И по економија и по државата. Јанеш договарат се, се пазаруват се, богатат се од народ, и пари, кредити, зимат, гласат. Што се изгласале пратеници? Кој се функционира? Не, ништо не функционира, само за зимат. Благодарам и вам за јавувањето во црвена линија на 02-307-0005 да слушнеме што ќе каже следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. На линија сум? Да, на линија сте, на црвена линија. Кратко, само јасно. Све ова, значи, сите политичари го направија ова. Политичарите си ги терет сите млади Германија, секде лево, десно, кај што ги бркет од држава. Зошо? Не функционират полиција, не функционира судство, не функционират општина, не функционира ништо. Немам поиќе што да зборам. Ви благодарам и ве поздравувам и имајте убав вечер. Благодарам многу, Кусо. Јасно и секако дадени одговорите на нашите прашања. Но има и уште едно прашање да поставиме според оно што го слушаме. Постои ли според вас оптимизам и начин да се вратат баре младите кои што излегоа од земјата, или тоа е едноставно билет во еден правец? Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во црвена линија сте. Ево, одамна не сме се слушнали. Така е, среќни празници да ви кажам секако. Исто и на вас, да посакувам и во поплодне. Благодарам. Да ви се укаже еве шанса да можете да живеете, работите надвор, би искористиле во овој момент? Па сега, малку е касно веќе за нас пензионерите, меѓутоа, за да ги вратиме младиве, треба да ги тргнеме овие од власт. Оваа неписмена гарда што дојде, треба да се тргне од власт. Евентуално да видиме што може да помогне ВМРО. А што се однесува до младите што отиде, убаво кажа луѓето пред мене, значи никој ништо не превзема за да барем еден некој да го врати и да му каже, абе ти си
школуван, дојди тука да те ставиме да работиш, еве ќе ти дадеме 30.000 како што ветува. Мислам дека ќе под врата пуште некој. Меѓутоа со ова власт не бива ништо. Еве последен пример ни е и ајде да не мешаме баби и жаби, меѓутоа последен пример Даниела Луѓано ќе штрajкуваат од утре, а таа се пекмези таму да биде некаква председателка. Кој знае што сака да направи жената, не е способна за ништо. Последен пример кој удира по незадоволството на граѓаните. Многу ви благодарам за Секако многу големо благодарам и вам за учеството во Црвена линија. Одиме малку и онаму каде што оваа дискусија продолжува, се разбира преку коментари. Заследете на Facebook Црвена линија. Во моментов и ќе ви покажам како ни објавена темата. Се разбира, ова е нашиот профил на Facebook. Преку фотографија прашуваме што можеме да направиме да ги убедиме да останат, се однесува на младите, а тие што веќе отишле да се вратат. Па еве го и првиот коментар на Туркан Шум, кој што напишал: остана државата на криминалците, мисла дека цел живот на криминален начин ќе ги хранат нивните деца и внуци. Поштениот народ си оди од државата, пошто и судство и институциите се полни со криминалци. Ако имаш едно парче земјиште и тоа со фалсификат документи ќе покушат, така напишал, да го присвојат. Ако останеме во Македонија, ќе треба на секој 5 минути, ова ќе го прескокнам, бидејќи е насилен збор, некого да почнеме од водовод, општини, државен архив, адвокати, нотари, сите станаа милионери, ама на сите тие милиони им излагаат преку нос. Не викале џабе по старите, харамот не носи среќа, носи несреќа на најмилото за да се осветат. Како и да е, се разбира, ова е едно подсетување и доколку ја чувствувате гнев, се разбира и револт, имајте во предвид дека етиката на Црвена линија останува непроменета. Во секако вашите изјави и одговори потрудете се да поентирате со тоа што ќе одговорите на темата, но без употреба на зборови кои што удираат на насилство, омраза, секако навредливи и така натаму. Добро вечер. Добро вечер, синче. Баба Роска, како сте ми денес? Ја добро сум, сега кафето го испив и седнав да ви се јавувам. Така, ете, со кафенце, например, сега да ви се отвори шанса да можете да заминете надвор, дали би ја прифатите? Ама од кај да почнем сега ја? Од почеток? А од почеток? Па тинче, јас вака ќе кажам. Од фамилија немам никого у странство. Сите сме тука и се бореме со Македонија. Али, што да кажам, вистина, ова влада ги истера младите у странство, старите не остави, не истера сега на улица. Нели гледаме какви редици чека там за документи. А мораше тие документи така да бидат, да го менјаме името. Не напредуваат ништо да има напредок државата, него име ќе менјат, не знам што ќе прават, не знам што ќе прават. Кидат у Европска унија. Абе, Европска унија не сака нас, нека сплатат еднашка. Они ако не сакаат до сега ќе не примеа. А што да ние рачунаме овде у Македонија нашите политичари? Како можеме еве да ги вратиме младите кои што заминаа, бидејќи слушате? Ама како ќе ги вратиме, весине? Што ќе прават овдека, кој не ги примат на работа, кога се партиски ја? Илјаду пати сум кажала на вашата емисија, партиско запослување да нема. Благодарам секако, баба Роска, вашето имаше во Црвена линија. Еве уште еден интересен коментар на Facebook. Александар напишал: One way ticket no return на англиски, преведено на македонски, значи билет во еден правец без враќање. До таму стигнавме. Трајче Соколовски пак напишал: заминав затоа што или се зема плата со доцнење или воопшто не се зема, како што е ресторанот Дохрид, ја земам 3 години. Платата, мисли, ја чека 3 години. Како и да е, дали сметате дека единствено од финансиски аспект заминуваат младите да работат и живеат во странство, или има
нешто што се нарекува поинаков квалитет на живот. Секако, еве, во ова издание на Црвена линија, ве поканувам уште еднаш, особено вие кои што сте за празниците тука во земјава, а живеете и работите надвор, од прва рака да не откриете зошто сте се одлучиле, дали сакате да се вратите и што е она што таму има, а тука нема. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во Црвена линија. Ако сум ја на линија, Секако... поздрав од Рачино. Да, поздрав до вас. Така. Сега, како може да ги вратиме младите? Знаеш зашто? Ќе ги враќавме, ама да се уништи макијата и очев. Тука е работата. Оти овие деца, овие мајки, овие татковци кои остана во оваа држава тука завиена на црно, само гласот му слушаша, физички опште не се допираме. Така, што ни треба? Например, зборувам лично за мене, моето дете надвор. Дали има желба да се врати? Што ви вели? И јас викам, секогаш, кој татко, која мајка може да го оддалечи своето чедо? Ја не верувам дека постои. И животињите дури ги близко ги држат. Ама од макијата бега. Макијата не ги рачуна дека се луѓе, дека се умни, дека се школовани, дека се унапредени. Не, знаеш зашто? Затоа што треба да се уништи 40 години најмалце. Ова што ние постоиме на тлу, треба да се уништиме скроз со корен, па под младок случајно. Нешто ако биде. Ама историја се чита. Тука веќе оваа земја, кълната библиска земја, кълната од Господ. Да, вистинскиот човек да не смее да живее тука, пошто нема да не држи оваа земја, вистинските луѓе и работните и поштените. А и туците нека владеат. Ке подсетам, внимавајте на тајмерот 90 секунди, но и секако ќе се заблагодарам за вашето учество со оглед на тоа што имавме гледач кој што и редовно не следи и редовно се вклучува во нашите дискусии. Добро вечер. Добро вечер, добар ден. Поздрав до тебе, голем поздрав и до вас. Доколку ви се пружи еве во овој момент шанса да заминете, дали би го сториле тоа? Одма, ни 5 минути не чекам. Во еден правец билет? Ма во еден билет никој пат и на гости нема дојде. Сега ќе ви кажам што. Сега ќе, вчера за струја дојде за куќа во која не живеам 1300 денари. А во оваа куќа што живеам 2000. Значи, од оваа куќа, значи, право од сатот бандерата има склопка исклучена, а 1300 струја ми дојде. Има на луѓе по 300 евра, ќе се чуе за една рева што ќе биде. Јас сега ќе кажам, сите ќе се вратат, јас сум од цело сите. Чирица е 10 денари, особите 33 години. Да ја направат 5 денари, верувајќи си спотепат доваѓајќи. Нека ја направат 5 денари, до март сите се вратат. Значи, само седи краме, пензиите на земјоделците нема потребно да их покачат, бидејќи најголеми пензии зимат. Нека ги намалди пензиите на 12 денари, нека ги направи 6 денари, што е 12 денари, не може да ги потрошиме, па колку пари зима, па и од фискални сметки, па поврат на ДДБ. Значи сите се брат. Само држава така нека продолжи, ќе се остане само тие од власта. Друг ќе нема ниеден. Секој ден, јас сум цело град, секој ден од моето село има 330 луѓе излезено. Кој ќе се врати? Па никој не се враќа, бретина. Ова е овде срам, не за животот, срам е за државата. Значи овие што се функционерите, ама општо не се ни спомнале. Еве, туто се откупа еден месец, туто од луѓето не го дават, а пари немаат. Значи мизерија е голема мизерија. Значи никој да се дајте пуштите некоја екипа така по тие села, еве, не мора струмица, нека е прилеп, да видат како работат тутунарите. Времето ви се пријатно и поздрав. Благодарам, но сега кога ги дадовте и одговорите кои што ги слушавме на однос на темата за која што зборуваме денес со сите оние кои што ја следат Црвена линија. Уште еднаш ќе повторам, добре дојдени се и оние кои што се уште за празниците се во земјава. Може би немате искуство да се вовете во контактни емисии, но јас ќе ве охрабрам се со целите директно од прва рака да ни предочите што е тоа што се разбира ве привлече надвор, ве задржа и дали имате сепак желба за земјава да се вратите. А како да ги вратиме младите? Постои ли некаков начин, барем оние кои што замина? Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Македонија од секогаш била печалбарски крај. Значи,
никогаш немало доволно работа, никогаш луѓето не биле задоволни со примањата. Секогаш оделе во Влашко, оделе во, така го викаја, во Романија, оделе во Бугарија, оделе во Србија, пурнаджите поготово. И ние во социјалистичкиот период, еве јас конкретно, и јас бев исто така. Бев до преку океанот малце, 6,5 години, така да Какво искуство ви беше тоа да се живее и работи надвор од својата земја? Молам? Какво искуство ви беше да се живее и работи надвор од земјата? Па, беше добро, имав добро искуство, бев ценет како работник, честно платен, добро платен. Синдикатите се многу јаки, не се како кај нас мачка кашлица, него се навистина синдикати, така да не беше лошо, меѓутоа тоа беше одамна, тоа не беше сега. Сега да ви се... Сегашните печалбари и не се печалбари, одат за да не се вратат назад. Значи, ретко кој би сакал да се врати заставно назад. Или па одат, прават, ќе поработат неколку месеци, па ќе се вратат. Така, благодарам многу, Еве, можевме да слушнеме токму и од гледачот дека всушност вакви иселувања се разбира сезонски со цел да се работи надвор од земјата, се случувале и многу години наназад, но она што сега рапидно годиниве последни се случува е што голем број млади не само што се иселуваат за работа, туку се разбира се одлучуваат и за дестинации како што е на пример Словенија, каде што го продолжуваат своето високо образование и очекуваат токму на тој начин едноставно да го фатат патот за Европа. Добро вечер. Дали сум на линија? Да, повелете, на црвена линија сте. Благодарам, па вака. Прво, ние мора да се сложиме дека сме печалбарска земја и дека нашите некогаш оделе, но и се враќале. Меѓутоа сега, овие што одат не размислуваат да се вратат. Ова е еуфорија не само од кај нас во Германија, од Германија одат за Америка, за Дженет. Значи, светот се раздвижи, никој не сака да седи во својата земја, рачунајќи дека на другото место е подобро, ќе најде подобра работа, подобри услови и ќе подобро ќе живее таму. Меѓутоа, тешко е да се биде печалбар, тешко е да се замине од родната грудка, но ете, условите се такви. Моите деца се, значи, во странство добро се снајдоа. Така, дали воопшто размислуваат да се вратат? Мислат да се вратат, ама како пензионери, но не сега да се вратат во овие услови, бидејќи толку им е добро се платени, добри услови живот, тамо се обезбедија лично собствени станови, куќи, што се вика, така да нема потреба да доаѓа тука. Овдека, еве, јас им оставив 3 стана, но викат, кога ќе дојдеме да бидеме пензионери, тогаш ќе се вратиме. А сега не доаѓа, но нивните деца, значи, тие па воопшто не размислуваат ни како пензионери да дојдат тука. Зато условите на живот го диктираат темпото како ќе се однесуваме. Да не се лажеме ово-оно. Условите се тие и то. Благодарам многу, еве, што и вие преку вашето искуство со оглед на тоа што децата ви живеат и работат надвор, дадовте одговори. Одиме понатаму. Добро вечер. Здраво. Здраво. Доколку ви се еве даде шанса да заминете во овој момент надвор, дали би заминали? Не. Добро. Не. Би избегал само од еден разлог, само затоа што правна држава не функционира, што е, значи, законот не се спроведе како што треба. Од тој разлог би избегал, инаку финансиски разлог, не дека сум некој парајле, ја него задоволен сум со она што го имам. Гледам така по-кротко да си го проведам животот и така да не би отишол. А како да ги вратиме ве младите кои што заминуваат со еден билет? Тоа само да довршам мислата. Ако веќе би отишол да ти кажам право у Русија да живеам. За мене сега тоа е една од најстабилните држави на планетава Земја, иако е во војна, ама по е безбедна него цела западна хемисфера. Иначе, за да направиме работа, за да ги вратиме младите, мало морген, нема шанси. Затоа што
ги кажав разлозите, значи, они што и да покренат тука нешто ќе најдат на сопки и ќе бидат обсурирани. А за бегање бегат од истиот разлог, значи лоши политичари и сета таа лоша клима што е тука створена, плюс апартхеид држава сме. Иначе да направиме нешто, можеме само лошо да направиме, бидејќи сме навикнати да ги гласаме Курто и Мурто. Изгледа сега наред е Курто да биде на власт, така да знаеме што. Благодаря многу и вам за вклучувањето во Црвена линија. На 02-307-0005. Ново добро вечер. Добро вечер. Повелете, во Црвена линија сте. Добро е. Како да ги убедиме младите да се вратат назад? И оние што се тука да останат? Ничију не треба убедување да се вратат, а овдека овие што се што побрзо да заминат. Ако се будали тие да се вратат, а овие ако се малце паметни одма да заминат. Оти овдека е каша попара. Нема ни ред, ни поредок, ништо нема и нема ни да има во следните 150 години. Минимум. А може и повеќе. Не може сега еден да зема 3000 евра, 6000 евра плата, па какво и сака на кај работно место, а еден да зема, ајде да речеме, 400 евра. Минимална, 22.000, 350 евра. Ама тоа е голема разлика и кој ќе седи и кој ќе убедиш? Како ќе го убедиш? Со гладен стомак да седи, да нема ништо утре други ден на децата да му остави. Тие сака фамилија да оформат брука голема. Ај бидете поздравени. Благодарам многу. Бидете поздравени и вие. Еве уште неколку коментари, секако продолжате со дискусијата и на Facebook, и тоа ве подсетувам. Црвена линија е нашиот профил. Маја Јосифовска еве што напишала: рибата смрди од главата, ете затоа е дојдено до ова дередже. Да не се залажуваме, кој заминал не планира да се врати, затоа што таму некаде се сме третирани како луѓе. Бранко Трајчевски напишал: корумпирана полиција, корумпирано судство, корумпирано здравство. Законите важат само за обичниот народ, а политичарите на власт и нивните фамилии, за нив законите не важат. Па како да ги убедиме младите, оние што се уште ги имаме тука, новите генерации, секако да останат, и оние кои што веќе заминале се разбира да добијат желба да се вратат во земјата. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. А зошто апашите, крадачите и бакалските мачиња не заминуваат во странство? Значи, јас им апелирам на сите способни да не чекаат тука, бидејќи немат шанса да бидат запослени. Право нека се го фаќат патот со една карта. Повратна не. Бидејќи тука за нив, за способните, не може. Нема работа. Иако има работа, најниската работа. Ако се вртка као бакалско маче околу партијата, може би нешто, ама тој нема време, пошто учел, работел, се трудел да стане успешен. Значи нема време, а овој неспособниот, неучениот се вртка цело време тука во партијата и тој ќе биде во јавна, во државна администрација, начело, тој ќе командува. Тоа го гледат младите и затоа бегаат. И јас им апелирам што поскоро да избегаат. Значи да видиме што ќе прават овие паразитите. Еден со еден ќе почнат да се јадат. Тоа е. Ајде гледам и времето веќе заминува, али среќен му пат на тие што ќе си заминат. Пријатно. Пријатно. Благодарам многу за јавувањето. Одиме понатаму да видиме што ќе каже следниот гледач, што можеме да направиме
Дали некој може би од вас е и оптимист во периодот што следува дека може би ќе биде подобри, дека оние кои што и размислуваат веднаш да заменат, може би ќе се предомислат. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во црвена линија сте. Може да зборувам? Да, ве слушаме, повелете. Овие што се не е това за жалење. За жалење. Имате ли некој кој што живее надвор и работи од семејството? Моментално да ви кажеме имаме. Добро, дали сакаат да се вратат? Па не. Зошто? Што велат? Ова Македонија не треба ова држава, треба како Југославија да биде. Овде сега ниједна држава не. А вие да можете да заминете, би заминале веднаш? Не. Добро, зошто одлучувате да останете? Па нема овие стариве народ не чинат. Не чинат пошто за жалење се. За жалење се. Ајде пријат. Пријатно, благодарам и вие што се јавивте. Еве уште еден интересен коментар од Љубица Симоновска. Продолжате со коментарите си како на црвена линија на Facebook. Љубица напишала: како да се вратат кога тука за младите нема иднина, нема напредок и просперитет. Подобро таму сити отколку овдека гладни. Да можам и јас како пензионер би побегнала подалеку. Ајде да слушаме дали може би некој од вас веднаш би заминал или пак постои начин младите да се вратат или оние кои што веќе ги имаме тука да ги задржиме со време. Добро вечер. Ало, добро вечер. Намалете го веднаш тонот на телевизорот. Момент. Ете така, затоа што нема да се слушнеме добро. Ало, добро вечер. Добро вечер. Среќни празници, Тине. Најсреќни празници и јас ви посакувам. Благодарам. Пред се сакам да кажам, младите да останат во Македонија, да се вратат, да се мени овај паразит што е на власт моментално, да се исчисти од владата, да не постои никаква корупција, криминал, не функционира ни здравство, ни образование, ни судство, ни ништо моментално. Си ги запослуваат нивни фамилиарни работи. Овде патриархија е. Ова срамота е што арархија е. Срамота е ова што се случува. Тие, овие старите претходно пензионери што се јавија, наместо да ги не ги подржуваат младите, да остануваат во Македонија, да бараат работа, да се донесат финансиски производи што се вели за во фабрики, да се донесат фабрики, да се донесат индустрии, да можат да се вработуваат, да бидат платите поголеми, да се може се најголемо. Еве да речеме вие, иако сте во подлабока старост, дали во овој момент доколку имате можност би заминале како пензионер? Не би заминала, не. Не ги завршените со факултети, магистри, еве моите деца, па работа нема и само нивните си ги вработуваат партиски, се ништо. Криминал до криминал, лажој до лажој, коштаплери до коштаплери. Ова срамота е. Благодарам, внимателно само со тајмерот 90 секунди, мерете го времето, затоа и го објавуваме на екранот, за да не изгледа дека ве кратиме. Како да благодарам за вклучувањето. Продолжуваме со вас. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во црвена линија сте. Младите, знаеш како може да се вратат? Како? Новата власт, нема да се смене нова власт да дојде и да отвори 3 голе отоци. И директно таму преко ноќ, а не на телевизија да ја кажуваат.
И тогаш се и платица да зголемат пензии, земјоделие, се да оде, на тия начин може да ја вратат. Дали ве имате деца, блиски членови од семејството кои што живеат надвор? Имам. Имате? И века додека барат северна не идам у Македонија, вика. Пасош не права. А еве, што е она што го добија надвор, го немаат тука, како ви велат? Се имат надвор. Убавини, чистота, се. Тука нема ништо, вика. Дали брзо се вработија, дали брзо напредува? Ало? Дали брзо се вработија, да речеме брзо напредува, што е она на што се... Вработени са, се и тамо се работат. Така. И така. Важно, новата власт се да смени, вие преку ноќ сите чауши, арами да затворат. Вие доколку имате шанса и да им се придружите на вашите деца, би заминале надвор? 100%. Во еден правец билет или? Во еден билет. Така, благодарам многу и вам за јавувањето. Продолжуваме со вас. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Голем поздрав до вас. Повелете. Ме слушаш? Да, ве слушам. Па како нема да заминат? Младите. Викам, како нема да заминат? Они и мачките ќе отиде и глумците и све. Дури и животните сакаат да заминат. Па и кучките све. По какво вие постојат? Јездес. Они затворија фабрики, земјоделие, све живо затворија. Ја беше 79-та година у Чешко, у Прагу. Таму многу се живееше, 2 години беше. Толку имаше работа, дојдоа кубанците, црнците, у Префам некоја беше, правеме панели едно друго. Платата идеше релиска дома на сопругата, на жената. Дечки взимаме, а другата плата уствари ни даваја за едење, немаме менза, кујна. Даваја ни по 1100 круни ли беа, круни учешка илами. Превоз, уствари за превоз ни даваја плаќани карта и со кој сакаш автобус с миниловој такси, со што сакаш може да се возиш. Донес ќе може цело, ако не сам на работу, неделю цело ќе се возам тамо. Покажи го, како лична карта, слика и готово. Многу убаво, Чешка многу, Прага беше. Прага 9. На Стришков се вика тоа. Благодарам многу, еве лично искуство споделивте со нас, да слушаме вие како сте имале, нели, искуство во земјата во која што сте биле, а еве интересен коментар од Снежана Тодоровска на Facebook. Во вашиот коментар убаво ги кажавте причините зошто младите се заминуваат. Неказнати криминалци, корупција на секој чекор, неспособни и нефункционални институции. Едношалтерскиот систем го сватија буквално. Од 5 работи само еден, останатите службеници се на пауза. И да не набројувам. Обично во државите има мафија, а кај нас мафијата си има држава. Толку. Но ние се уште траеме и со нетрпение очекуваме да видиме кој што допрва ќе каже во црвена линија. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете, во црвена линија сте. Благодарам. Ве слушаме. Повелете. Така. Јас сум повратник исто од странство. Какво е вашето искуство за животот надвор? Никаде не е читка. Тие што вика, што кажуваат дека у странство е многу добро, тие не са били и не знаат какво е таму. Како е? Никој не те цени като што те тука ценат. Да сме сиромашна држава, ама не си дома, ти си тамо странец и многу малку што ќе најдат работа таква да бидат ценени. Од тие што се таму у странство, 90% работат црнцат од заран до вечер и дали еве надвор постои доцнење на плати, неисплати, непријавување и така натаму? Не.
заплатите са редовни. Јас се враќам од една држава што е најбогата у Европа. И која е државата? Од Луксембург. Така. Тамо е добро, се е добро, само не си дома, ти си тамо странец и ти никогаш нема да бидеш тамо. И ја не сам бил работник, бех предузимач и работата за мене идеше. Ама јас знам свет што са у Луксембург што работат само колку да преживеат, а најголема плата зима, ето. Ама тамо е дадено, колку ти даде, добро ти иземе. Така, благодарам многу, ете тоа на што го очекуваме во ова издание на Црвена линија, со оглед на тоа што еве преку вашето искуство за вас дома си е дома. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Јас во меѓувреме ќе прочитам, има поприлично доста коментари на Facebook. Продолжете да коментирате секако, развивајте меѓусебна дискусија на нашиот профил. Сало. Здраво, добро вечер. Добро вечер. Повелете, во Црвена линија сте. Што се жалат луѓе во толку? Еве, јас на пример си живеам во Европа. И во Македонија уедно живеам. И Македонија и Европа на едно место е за мене. Си живеам, си работам, одам, се враќам, тука си работам, таму си работам. Вие живеете и надвор и тука, така на две релации сте. Поќе тука сум сега, али си работам со надвор, со тука, во Европа сум. Така. Плата голема, пари има, луѓе квалитетни има, неписмени нема, кај нас. Тие што моје, твое нема, нема такви. Така, како изгледа, еве, како изгледа во однос на тоа мој, свој, врски постојат ли? Нема мој, твој. Ќе го седниме, изволте. Знаеш, тоа да го правиш, знаеш, не знаеш вратата. Нема мој, твој. И одбрани работат луѓето со богати или има се. Или постава фирма од вчера, од 88 година е. Така, дали брзо се напредува, еве? И тоа да прашам. Ние, да речем дека пола светов го држиме, болниците, систем инсталиран, програм за медицина. Така, благодарам многу, еве, одлично. Имаме оние кои што, еве, и гледачот како што напомена, животот му е на две релации, работи надвор, се враќа дома и така натаму. Еве уште еден интересен секако коментар на Анастасија Стевановска, која што напишала: "Ке бегам од тука се зборовите на секој втор македонец. Колку лошо звучи тоа бегам. Животот во Македонија е далеко од совршен. Зошто да си одам од државата?" Одговорот е јасен, бидејќи државата не нуди ништо освен разочарување, фрустрација и безнадежност. Па еве, дали сметате дека државата и ќе продолжи да нуди разочарување, фрустрација, безнадежност? Дали постои шанса да ги задржиме младите, кои што се уште се тука, и да ги вратиме оние кои што се надвор? Добро вечер. Добро вечер, Тина. Игор од Битола. Игор од Битола. Вие да имате шанса и да заминете надвор, дали би заминале? Не. Не, зошто би останале? Еве и тоа да слушнеме. Па јас одам во библиотека, одам во музичко школа, одам на корзо, си шетам, одам на работа, CM брокер, осигурање, работам осигурање. Па тогаш зошто си одат младите според вас, еве? Младите си одат пошто нема школи доволно. Јас мислам основно училиште, средно и висока школа. Нив му треба образование му треба. Во секој град, овие градови не знам дали имат образование, например помалите градови. Битола има педагошка, има медицинско, има гимназија, има економско, има земјоделско. Јас завршив земјоделско средно. Основно и средно одличен ученик бе. Па мислам да има училишта, да има образование чисто, корзо, кино, да има театар, да има добар театар,
например, театар, музика добра, концерти и така, толку ти е. Фала, пријатно. Така, благодарам многу и вам, Игор, за јавувањето. Ајде да видиме што следно ќе кажат останатите, кои што допрва ќе ги вклучиме. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Повелете во црвена линија. Поздрав, Тина, до тебе. Поздрав. Да можете да заминете надвор, дали би заминале сега, еве, тоа е. Ја у Македонија нема ни економија, ниту царство, ниту вработување, ништо нема. А тоа што кажува, дека нема образование. Тај големите студенти во Германија, во Шпања, во Италија. Таму да се колували. Тоа да знае. Што научи од теките? Како теките? Кад кажувам дека ова црна се, бела се чума зададе, таму доле Македонија. Се изделуваат парите. Кој ме брате црна? Да мене документи. Tako je, da menja dokumenti od Jugoslavije, od Republika Makedonija. Pa taj danet, toga nema ništa da znate ti. Bili poznavati. Благодарам, бидете поздравени. Еве уште еден интересен коментар на Фейсбук од Буги Фасади Молерај, кој што на нашето прашање, бидејќи поставивме уште еднаш, можете да видите како изгледа тоа на Фейсбук. Односно, нашата тема е прашањето што можеме да направиме да ги убедиме да останат, се мисли на младите, а тие што веќе отишле да се вратат. Па еве, дури Буги Фасади Молерај напишал 60.000 денари минимална плата. Тој смета дека тоа е доволна причина да почнат да се враќаат младите. Но дали само поради финансиите заминуваат, се разбира, надвор, тоа останува вие да ни кажете. Добро вечер. Секако ќе напоменам дека можете активно да учествувате и во анкетата која што имаме на Инстаграм. Станува збор за тоа да најнапред не заследите. Се разбира и на Инстаграм стори да кликнете, па еве и конкретно прашање дали би се одселиле од Македонија ако сте на возраст од 25 до 35 години. Да, не опции за одговор. По рекламите, оние кои што не гласале, гласете, ќе ги соопштиме и резултатите. Следат реклами. И секако и резултатите се подготвени. На прашањето на Инстаграм стори дали би се одселиле од Македонија ако сте на возраст од 25 и 35 години, со да одговорија 79%, со не 21%. Секако пред самиот крај веќе додадам уште еден коментар од некој кој што не следи на Инстаграм, вели на мој 40 плюс, децата да пораснат, ако сакаат ги носам. Нема просперитет тука. Потребни се бар 20 години добро владење за да се оправат нештата тука. А тоа е премногу да ги кочам децата тука да седат и да чекаат, наместо на друго место да цветаат. Секако јас ќе ви посочам едно место кое што е можеби мало по квадратура, ама работите таму цветаат. Цветаат особено оние кои што ќе земат активно учество и ќе бидат дел од најпопуларниот квиз, а тоа е Заврти на Телма. Така да ете, оптимизмот се враќа токму преку гледањето Заврти на Телма. Оптимизмот денеска има име, се вика телевизор нов. Дури вчера имавме некој кој што го има освоено телевизорот наназад, се разбира, пред известно време и како што кажа, многу подобро се гледа програмата на Телма телевизија, па јас да ве подготвам некој од вас повторно да си освои телевизор, бидејќи тоа ни е на денешното мени. Одиме. Запишете го ова прашање. Во кој XU филм возачот на автобусот се вика Мишко? Како се викала вооружената сила од селани работници создадена во 1918 година во Русија? Потоа што бил по националност филозофот и писател Хенрик Ибсен, авторот на Нора, и во кој весник се објавуваат законите и другите прописи и акти во Република Македонија? Вие мене точни одговори, а јас вам награди, секако денес имаме телевизор. А може би нема да биде само телевизор, може би ќе биде уште некоја друга голема награда. Се гледаме.